Неверството е стара, премногу експлоатирана, но и вечно актуелна тема. Многу се пишува за неверството и се зборува, поради тоа се појавуваат и многу невистини и тврдења, во кои за жал почнуваме и да веруваме. Постојат и митови за неверството, но дали има вистина во сите тие клишеа? Например, од порано се знаеше, се зборуваше дека мажите почесто изневеруваат, но сега работите се менуваат и многу често читаме статии каде се укажува на тоа дека и мажите и жените исто изневеруваат. Токму тема на денешниот подкаст ќе не биде неверството. На многу од моите прашања ќе добиам одговор од мојата драга гостинка, лиценциран психолог, психотерапевт Драгица Стаменковиќ. Добре дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов, многу ти фала за поканава и морам да кажам дека многу ми е пријатно. Преубаво ви овдека, многу топло студио, така да уште еднаш многу ти благодарам. Мило ми е за тоа што не чека еден долг разговор. Имам многу прашања на таа тема и мило ми е што се чувствуваш убаво. Прв пат си во Струмица? Не сум прв пат, имам пријатели во Струмица, имам и некои дамнешни пријателства. И многу некои убави спомени имам во Струмица, така да Струмица ми е еден од помилените градови. Баш се радувам и после што ќе седнеме негде на кафе и така што ќе продолжи муабетот. Така, ќе продолжи муабетот и ќе го почувствувам духот на Струмица, така да не сум прв пат. Мило ми е. Драгица, на твојот вебсайт прочитав ЕАП. Така. Само те молам кратко објасни ми што тоа значи. За да бидеме појасни на гледачите со кој всушност разговараме денес. Океј, ЕАП значи Европски акредитиран психотерапевт, што тоа пак значи дека јас сум завршила факултет за психологија, понатаму сум се доедуцирала за психотерапија на нашиот институт Алтернатива за семејна и системска психотерапија и сум ги остварила сите тие барања кои што ги има Европската асоциација за семејна и системска психотерапија, која што на крајот ми издала мене сертификат. Значи покрај национален сертификат за психотерапија поседувам и европски акредитиран сертификат за психотерапија. Да. Не случајно те прашувам, на самиот почеток ме интересира колку луѓето кои се во брак или во врска бараат помош од тебе. И дали еве конкретно македонците ја имаат веќе развиено таа свест дека е нормално да се оди кај психотерапевт, да се бара решение за одредени проблеми кои се јавуваат во врската. Ја имаме ли таа свест веќе ние? Свеста се менува, тоа можем да кажам. Односно дека пред повеќе години, мислам дека клучен момент беше и ковидот, мое видување. Дека се она што беше некако табу пред ковидот, сега помалце станува табу, односно се повеќе се зборува и се поотворено се зборува. Младите генерации се многу по-прогресивни, многу поотворени, многу поедуцирани во полето на психологијата и психотерапијата и младите луѓе, младите адолесценти воопшто немаат предрасуди. Да, се уште постои во помалите средини, во руралните средини, што кидаш на психолог, не си болен, да не си болен, нешто да не ти фали. Да бе, ја не знам како да си го средам бракот или ја не знам, мене таму некој ќе ми кажува и така натаму, постои тоа, меѓутоа се менува. И знаете како е, кога луѓето ќе дојдат во една ситуација кога е без излез, тогаш не се срамат да побараат помош дали на црква, дали на некоја гатачка, па дури ети на некоја психотерапија и на некој психолог ќе се. За жал сте се уште последна варијанта. И тука ќе влезат, да. Но тоа е пак ќе кажам постарата генерација. Се надевам дека ќе се промени и менталитетот и начинот на размислување и кај помладите и ќе бараме решение за нашите проблеми наместо развод, да се оди кај психотерапевт, нели со намера да се најде некое решение и подобра комуникација да се остварува помеѓу брачните партнери. Така, разводот е едно од решенијата. Не е секогаш. Ако веќе зборуваме за неверство, значи не е секогаш. И после ќе зборуваме. Да, има многу што да се зборува, но почетокот сакам да те прашам како го дефинирате вие неверството? Јас искрено може на ти.
Може. Да. Окей. Така ми е полесно и така се чувствувам поблиску со мојот соговорник. Мислев на како психотерапевт. Вие психотерапевт. Мислев дали може на ти да ти се обратам. Може, апсолутно. Да. Окей. Баш кога доаѓав наваму и размислував и си викам, ако дадеме една дефиниција, а постојат многу дефиниции, секако тука ќе кажеме нели дека е тајна, дека изневерување на доверба, дека е прекршување на некој договор експлицитен, имплицитен, дека е недостиг на лојалност и така натаму. Меѓутоа, неверството ние не можеме да го, јас барем мислам дека не можеме да го дефинираме. Зошто? Затоа што се јавува во различни форми. И неверство не само во форми, може да биде и кон различни луѓе, да кажам. Кон партнери, кон не е пријатели. неверство само во бракот. Не е неверство само во бракот и мислам дека не постои човек кој што бил неверен, оти барем еднаш во животот сите ние сме биле неверни кон самите себе си. А мислам дека неверство кон самите себе си па може би е едно од најтешките, да кажам, форми на неверство и сигурна сум дека тој дел, неверство кон самите себе, и те како е дел од онаа неверство кон другиот, неверство кон партнерот. Оти прво треба да сме неверни кон себе си, па после да бидеме неверни кон другите. Така да, неверството тоа ме се интересира сега, неверство кон себе си, што значи тоа? Како јас можам самата себе да се изневерам? Може да се изневериме сами себе Чувствувам си, како сигурно. на сеанса да сум сега. Така? Не, меѓутоа се изневеруваме самите себе си кога пречесто правиме компромиси, кога пречесто наведнуваме глава, кога сме научиле тугите потреби, тугите барања, тугите очекувања да ги ставаме пред своите. Кога затвораме очи или ќе, што се вика, ќе тргнеме поглед од нешто кое што бара наша реакција. Се изневеруваме себе си кога постапуваме спротивно од она што мислиме дека е исправно, спротивно од некој наш морален кодекс. Верувам дека повеќето од нас, мислам, срекни се тие кои што не се нашле во таа ситуација, но верувам дека повеќето од нас се нашле некогаш во ситуација кога заради нешто они биле принудени да го направат тоа, а посебно но не го препознаваме како неверство. Еве сега јас кога ве слушам вака, не го препознавам тоа како неверство кон самата себе, туку начин, односно прилагодување во бракот, прилагодување кон пријатели, прилагодување на работна средина, нели? Мора нешто да се трпи за да, нели, за доброто на сите. Така е. Така и кога многу време се трпи, кога многу време се трпи, тоа значи дека многу работи ние уствари, има еден збор во психологијата, ние си го користиме, потиснуваме, негираме, игнорираме или ставаме под тепих. А така и во брачните релации, кога многу работи се ставаат под тепих, мислам брачни, ние сега нема да зборуваме само за брак, зборуваме нели за интимни релации, кога многу работи се ставаат под тепих, после ќе почнеме да се сопнуваме од нив. Така и ние. Кога многу работи потиснуваме наши лични, ќе дојде момент што се вика кога ќе треба да седнам на кафе муабет самиот со себе си, па тој таму постариот тој или таа ќе ме праша каде беше ти до сега, што направи, што излажа, зошто не се бореше, зошто попушти и така натаму. Меѓутоа се сложувам апсолутно со тоа вие што го кажавте дека тоа е прилагодување, а понекогаш од прилагодување и во брак или во интимна релација се случуваат неверства и некои други форми на изневерување, баш од тоа прилагодување. И сега споменуваме брак и неверство и знаеме често да кажеме дека развод доаѓа во бракот поради неверство. Еве вашето искуство како психотерапевт, што кажува? Дали тоа е една од главните причини за да дојде до развод во еден брак? Заради неверство? Од лично искуство ќе споделам, меѓутоа личното искуство многу кореспондира и со истражувањата. Истражувањата викаат, ова е на глобално ниво, не можев побарав за во Македонија, меѓутоа освен оние официјални податоци колку склучени бракови, колку разводи, што исто многу ми беше интересно, дека 2024 година во однос на 2023 година имаме помалку за 12,7% склучени бракови, но замислете разводи повеќе за 14,7%. Ние направивме исто истражување на ниво на Струмица, но и тоа беше дел од нашиот текст, дека има повеќе разводи. Повеќе разводи, и моментот разговаравме со адвокати
кои се бават со разводи, нели, претежно. И тие го напомена моментот дека разводи не се случуваат заради неверство. Така е. Тоа ќе ми беше сега следното што сакав да кажам, да. Дека само од сите светска некоја статистика, дека од разведените бракови само 22% се разведуваат заради неверство. Многу повеќе заради конфликти, многу повеќе заради секако некои злоставување и многу повеќе заради кризи. Финансиски кризи и некои други, може и криза на идентитет, престанок на љубов и така натаму. Меѓутоа, она што е интересно е дека дали мислам тоа е некако прво. Ако се случи неврство, ќе дојде до развод. Во пракса не е тоа така. Дури има Готмановиот институт, тоа е институтот брачен пар се, познати се, имат и книга издадено. Мислам дека во Македонија има преведено 7 принципи за успешен брак. Мислам дека антологија издаден, не сум сигурна. Они, нели, бидејќи се бават со партнерска терапија, разводи, неверства и така натаму, велат дека 50% од партнерите кои што ќе се јават за развод, посебно ако причината била неверство, 50% од нив успеваат да, како да кажам, репарираат нивната врска. Што значи дека не секогаш неверството завршува со развод, а и овдека не е така. Оти луѓето заради различни причини прво влегуваат во брак, а потоа и заради различни причини обстануваат во брак. Значи, она идеја за романтична врска е само една од идеите и една од причините заради кои влегуваме и остануваме во брак. Да. Но да, влегуваме во брак, нели, тука страста е поголема, имаме различни, убаво кажа, идеи за тоа како би требало да не изгледа бракот, но подоцна доаѓаат децата, доаѓаат обврски, немање пари и се тоа проблеми се натрупуваат. И тука некако брачните партнери се разидуваме. Престанува комуникацијата. Зошто се случува тоа? Не дека е во еден или два брачни пара тоа. Тоа некако се почесто и почесто го слушаме, еве, нели, во мојата околина, претпоставувам и во вашата. Што се случува? И обично така ќе се каже, нема страст веќе. Веќе нема страст. Да, главната причина. Веќе или ќе кажат, например, или ќе кажат нема више, ништо не ми е интересно, се знам, се ми е познато, или почнуваат некои конфликти секојдневни. Меѓутоа, јас што мислам дека генерално се случува? А тука може да одговориме од повеќе перспективи. Можеме да одговориме од биолошката перспектива, може да одговориме од социолошка перспектива, секако финансиска, секако културолошка перспектива. Меѓутоа, ако тоа би го сумирала во една реченица, би кажала дека кога ќе влеземе во брак или кога врската ќе стане посигурна, постабилна, попредвидлива, тоа некако ми укажува од една страна дека врската не е safe place, што е фантастично и што која е наша психолошка потреба. Значи, таа потреба да се чувствам безбедно, сигурно, приврзано е уствари потребата за атачментот во психологијата, тоа е уствари потребата за атачмент. И меѓутоа, кога ќе влеземе во safe place, што е safe place? Во safe place отсуствува непредвидливост, отсуствува некоја мистерија, отсуствува некоја тајновитост, отсуствува некоја како да кажам, некоја фантазија отсуствува. И тоа мислам дека најчесто се случува во партнерските врски, оти партнерите влегуваат во сите улоги. Татко, мајка, баба, дедо, ќерка, менаџер, новинар, психолог и така натаму, ама забораваат на улогите на партнерството. А како забораваат? Па ќе забораваат на тој начин што, не знам, прво што страда? Страда прво времето за себе. Во секој брак, прво што жртвуваат партнерите најчесто, жртвуваат времето за себе не поединечно, за нив двајца. Дали се тоа патувања, дали е тоа вечера, дали е тоа, не знам, некој интересен, секси, долен веш и така натаму. Жртвуваат се она што претходно ја одржувало таа интима, таа еротска привлачност помеѓу нив. И најчесто изговорите, нели, се најчесто посебно на жените, ама немам време јас сега за тоа. Јас сум и мајка, и жена, и баба, нели, како што ги кажавме си, тоа е најчесто изговор.
што е од една страна точно, меѓутоа од друга исто така ние треба да бидеме свесни за кризите, за развините кризи низ кои поминуваме, ние индивидуално, меѓутоа и семејно. Секој семејство си има своја така наречена развојна криза. Па тоа е што е кризата? Кризата во исто време нешто што се случува што прави голем стрес. Меѓутоа, во исто време, после таа криза, кога успешно ќе се справиме со тој голем стрес, нашата врска преминува на едно повисоко ниво и ние сме спремни за некои нови задачи што ќе ни ги донесе семејниот живот. Такви кризи се, кога ќе стапиме во брак. Таква криза е раѓањето на детето, прво дете. Таква криза е, ќе ни се роди второ дете, првото ни тргнува на училиште. Па криза ни е после адолесценција. Па криза ни е после кога ќе треба да ги лансираме, да ги пратиме, да ги школуваме, да ги омажиме, да ги ожениме, па децата ќе ни заминат, ќе остане празно гнездо. Сите тие, да кажам, фази од бракот, фази од животот и фази од семејниот живот си носат со себе нови задачи кои што претходно ние не сме ги знаеле. Мене никој не ме научил како да бидам мајка. И нормално дека тоа ми било стресно и во тие моменти приоритет ми е тоа мајчинството. Сега, ако целосно се посетам на тоа што се случува, еволуцијски ние како мајки, например, кога ќе ни се роди дете, ние навистина и биолошки и еволуцијски ние сме, како да кажам, не повикува природата да се грижиме само за млечкото. И го тргнуваме на страна тој момент на... може да се случи партнерството да се тргне на страна и ако тоа трае подолго време и ако и двајцата партнери, како да кажам, не се свестат дека окей се родителството, меѓутоа ние како партнери не престануваме да постоиме сега откако сме станале родители, тоа може понатаму да се продлабочува и се повеќе да се ствара таа некоја емоционална дистанца која на крај може да доведе до неверство. И тогаш неверството ќе биде последица, нема да биде, како да кажам, нема да биде причина, ќе биде последица на нешто што се случувало. И овде се јавува проблемот недостиг на комуникација. Партнерите се оддалечуваат еден од друг. Кој е периодот, најчесто, еве, според твое искуство, кој е периодот во бракот кога знаеме да кажеме криза во бракот? И народски кажано, ако ги поминеш тие години од бракот, криза, тогаш немате проблем, сте надминале се. Кога се тие кризни моменти? Да, ми спомна како фази, таа фаза. Меѓутоа, сигурно постојат некои истражувања и вие како психотерапевт имате искуство кои се тие години од бракот кои се кризни. И каде се губи таа комуникација и страст и тоа е пресудно дали ќе опстане бракот или не. Како гледате? Пак ќе кажам, еве тука пак повеќе теории има. Значи, ако тргнеме од она што го викаат, има еден мит кој вели дека браковите, односно врските, најмногу се распаѓаат во 7-та и во 9-та година или во тој период помеѓу 7-та и 9-та година. Нашите статистики покажуваат дека браковите се распаѓаат најмногу во периодот од 5-та до 9-та година. Значи повторно е тој некој, како да кажам, некој тој вакуум на тие непарни броеви, 5, 7, 9. Не знам тоа символично како да го размислиме. Но ако погледнеме ние уствари на 7 години се случуваат уствари и разлики во текот на нештата. Например, детето на 7 години тргнува на училиште, 6-7 години. Па во 7 години тргнува во како се вика, во средно училиште. И така натаму некои промени покрупни се дешаваат во тој некој период. Меѓутоа тоа е, пак ќе кажам, не знам колку е тоа мит, а колку е тоа реалност. Сепак би кажала, некои други, например, викаат, еве Фредерик Бекбедев или дека љубовта трае 3 години. Хелен Фишер, многу познат антрополог, таа и нејзините книги исто така би ги препорачала. Јас на српски сум ги читала, на македонски не се преведени, меѓутоа тоа е зашто волиме, why do we love? Зашто сакаме? И она уствари испитува љубовта и дава многу одговори за неверството низ преку таа биолошка основа наша. И она вика вака. И сега ќе ви кажам зашто го кажувам, па ќе го поврзам со годините. Тоа ми одговор на прашањето, за да ви одговорам на прашањето, да. Она вика вака, дека ние можеме да љубиме, љубовта се јавува во 3 форми. Желба, романтична љубов и приврзаност. Желбата е она телесна приврзаност, која чувствуваме, ме привлекува, го привлекува. Кога сме дечко и девојка на почеток, тоа е она блажена состојба што сите ја барат. Тоа е уствари нагонското привлекување. Кога уствари и жената и мажот
не работат нашите хормони, тестостеронот и естерогенот. Постои романтична врска, вика. Тоа е страста што ја викаме. Кога само мислам на Неиза, само мислам на него, телефонот 200 пати го погледнувам, не можам да живеам без него, тоа е тој, никој друг, тогаш уствари на сцена стапуваат допаминот и серотонинот. Тоа се уствари невротрансмисери кои што се лачат во оној дел од мозокот кој што е одговорен за награда, кога ќе направиме нешто добро. А ние кога ќе направиме нешто добро и ни следува награда, ние добри сме. Скроз супер се чувствуваме и уствари најмногу се случува неврство во потрага по тој момент, таа награда, тоа чувство што го имам кога ќе направам нешто многу добро. Илузија е. Да ни кажат ти си најдобра, Илузија, да, супер си, убаво ми е со тебе, ти ме правиш среќен. Така. И има, вика, и трета, како да кажам, форма на љубов, а тоа е приврзаност. Она што го кажав првото, safe place-от, приврзаноста, безбедноста, стабилноста. И интересно е што не мора да значи дека кај една иста личност ќе ги најдеме сите овие три љубови. Ние имаме потреба од сите овие три љубови. Идеално е да ја најдеме кај една личност во една врска. Меѓутоа и самите сме сведоци. Постојат врски кои што се страстни, а самите партнери викаат ама не се чувствувам безбедно. Постојат и врски кои што бракови во кои што ептен се чувствуваат сигурно и безбедно, а ја нема страста, па викаме празни бракови. Но зошто го кажав ова? На прашањето да одговорам да не излезе дека ќе заборавив. Според Хелен Фишер и нејзините истражувања, од 35-та до 45-та година ние се менуваме биолошки и многу повеќе кај нас, жените и кај мажите, кај луѓето, преовладува потребата за она телесно привлекување, за онаа желба, нагоните повеќе како да се враќаат. И ние од други истражувања знаеме криза на средни години и така натаму. Па можеби еден од одговорите на твоето претходно прашање би било дека тие години, околу 40-та, после 40-та година, до таму некаде 50-та година се уствари некои години кои што може да доведат до некои изневерувања и до некои неверства, еве и од биолошки аспект ако гледаме, меѓутоа тука е и секако кризата на идентитетот. Кој сум јас? Дали имам тоа што ми треба, половина од животот, да кажам, некако поминала, па сега се свртувам кон другата половина, среќен ли сум, имам ли се во оваа врска? Значи, може би тие почнуваат години. овде прашањата, ни се мотат во глава, што се случува, што сакам јас, дали сум задоволна од животот. И дали е тоа оправдана причина да се изневери? Знаете како... Посебно, нели, жените кога ќе седнеме на муабет, не знам дали тоа се случува помеѓу мажите, еве вие како психотерапевт ќе ни кажете, но нели често знаеме да ги окривиме мажите, ме изневерува и сега ние бараме кривица во него, зошто нели не ме сака повеќе, не сум му интересна, ја нема таа страст убаво кажуват. Но сепак дали е оправдано изневерувањето? Јас свакако како денеска сум тука како стручњак и како терапевт. И така ќе одговорам. И така ќе одговорам. Тоа е прашање на секоја жена. Така е, разбирам. И што и ова и лично го мислам. Мислам дека неверството не е оправдано решение, според мене. Меѓутоа, мислам дека можеме да најдеме оправдување за неверството во контекстот. Што сакам да кажам? Постојат неверства и неверства. За да донесеме, ајде условно да кажам, суд, иако ние немаме право да судиме. Не. Меѓутоа еве некоја проценка. Треба да го знаеме контекстот. Што се случува во таа врска? Што се случувало? Како дошло? Па дали е тоа неверство сексуално? Нели на почетокот не знам дали тоа спомнавме, има повеќе форми. Дали еднаш се случило? Дали се повторува? Дали е тоа механизам, како да кажам, на преживување, механизам кој одржува врската? Така да, пак ќе кажам, нема оправдување за неверството, но сигурна сум дека може да најдеме оправдување во контекстот или барем разбирање. Разбирање може да најдеме. И мислам дека нам како терапевти, не мислам, оти тоа ни и целта, ако партнерите се јават на терапија после преживеано неверство, ние како терапевти наша обврска е да им пружиме простор сигурен, во кој што тие ќе ги отворат своите рани, ќе можеби за прв пат ќе проговорат искрено за некои своји неостварени потреби, некои своји разочарувања и можеби прв пат ќе се погледнат искрено после долг низ на години
и ќе си кажат што е тоа што им недостасува, што е тоа што им треба. И уствари ние како терапевти треба да им дадеме простор да тие се разберат. А не е наша обврска дали они ќе одлучат да останат заедно, дали ќе одлучат да се разведат. Ние сме тука како терапевти да ги поддржиме во тој процес. Вие не давате решение на проблемот. Немаме како право. Психотерапевти. Немаме право. Драгица, еве да дискутираме за тие трите одделни примери кои ги спомнавте на неверство. И кажи ми, како се одвива една сеанса? Кај вас така ги викате, нели, сеанси? Да, доаѓа брачен пар и еден од партнерите, нема врска дали е мажот или жената, има изневерено еднаш и решава да признае и како се одвива текот на, нели, на тоа премостување на тој проблем и дали остануваат често заедно или не се простува и тоа? Тоа како ќе заврши врската после неверство, зависи од многу работи. Значи, зависи прво од зрелост, зависи од приврзаност. Тоа е атачмент, има неколку вида на атачмент. Понатаму, зависи од однесувањето на оној кој изневерил, меѓутоа и на спремноста да прости оној кој што изневерен. Сега, како обично тоа бива на сеанса. Кога ќе дојдат клиенти со еден таков проблем, ти уствари доаѓаат во еден конфликт. Двајцата патат на свој начин. Так. Пати овој кој што дознал дека е изневерен. Зошто? Затоа што тука станува збор и за страф, и за срам, и за без лутина, една анксиозност, што тоа немам јас, има таа или има тој, зарем не сум јас доволно добра, ме сака ли, нели ме сака, како можеше тоа да ми го направи? Значи, тоа се едни непријатни емоции кои што ги носи личноста која што е изневерена. Од друга страна, личноста која што изневерила, и таа се соочува и со вина, и со осуда, и со вина за тоа што му причинува на другиот. Страф исто така од прекинување на односот. Оти не секогаш луѓето се неверни затоа што сакат да завршат некој однос. Не секогаш. Или не го сакаат. Жената тој однос или мажот, да. Така да, она што прво треба да што прво се прави кога ќе дојдат во терапија, се вика стабилизација. Значи, прво е важно да дадеме простор на тие непријатни емоции. Пред се да дадеме простор на личноста што е изневерена, на незината лутина, на незиниот бес, на незината тага, на незиното разочарување. Во исто време да ги валидираме емоциите, стравот, срамот, осудата која што го притиска другиот партнер кој што изневерил. Тоа се прави на тој начин што им даваме простор да кажат како се чувствуваат, да ги искажат тие своји емоции. Тука, овдека сигурно. Понатаму, во втората фаза, која ќе се направи таа стабилизација, во втората фаза веќе се отварат прашања за односот. Значи, што се случуваше претходно, каква била нивната врска, како не знам, како ги решавале конфликтите, како разговарале. Се отвараат прашања за не само да ги најдеме причините, меѓутоа и да видиме што е она што недостасувало во тој однос, па едната страна да бара во некој друг однос. Оти нешто фалело, нешто немало во овој однос или нешто не функционирало, па едната страна, да кажам, била похрабра или посебична, тоа е прашање, да бара во некој друг однос. Понатаму се испитуваат, јас како семејни системски терапевт, многу ни се важни границите, многу ни се важни лојалностите, многу ни се важни односите со семејствата по потекло се викаат. Значи со мајката, таткото, семејството на едниот партнер, другиот партнер. Колку е тоа, да кажам, образец на однесување во семејствата, колку има мешање од страна, колку има притисок од страна, колку се пробиени тие граници и така натаму. И после тоа треба да им помогнеме ние како терапевти на клиентите да тоа се вика да креират една нова приказна. Една нова снага да излезе од ова. Океј, каков е тој однос што ние го сакаме? Каде си го сакате? Каде си изгубивте? Што тебе ти недостасуваше? Што бараше ти таму? А како би било тоа овдека да го имаш? А што треба да направи овој друг партнер за да го имаш? А што ти за другиот партнер? А како би било тоа кога вие би си го дале на себе си? И сега тука се репарира тој однос низ некои ритуали, низ некои домашни задачи, зависно од пристапот психотерапевтски кој што се користи, меѓутоа секогаш целта е да се воведе една поотворена комуникација,
да се воведе едно поквалитетно заедничко време кое што ќе си го поминуваат и да се репарира таа изгубена близина. Дали е лесно? Не. Зошто? Затоа што прво, за да биде успешно, тоа кога гледаме кај луѓето, тоа е и така. Мора прво да има едно искрено каење од онаа страна која што да кажам била неверна, која што направила неверство. Тоа сакав да прашам, дали сите кои доаѓаат кај вас, кај тебе на психотерапија, се каат за тоа што го направиле, чувствуваат вина и доаѓаат заедно со партнерот? Не. И ја мислам дека успешни приказни се. Мислам и така се покажува, така и терапевтите кои што се работат со партнери тоа го кажуваат. За да биде успешна ова зајакнување, односно ова исцелување, како да кажам, на врската, мора прво да има каење од страната која што го направила неверството, на вистинско каење, која што другата страна ќе го види. Тоа не значи дека другата страна нема да е лута. И тоа не значи дека другата страна нема право да биде повредена. Меѓутоа, искреното каење и превземањето одговорност, не од типот, ама ти да не беше нон-стоп, не знам, со детето, да не заборави да ми биде жена, јас немаше ова да го направам, ти повеќе да се грижеше за мене, јас немаше вака, и така натаму, и така натаму. Тоа се најчесто изговори, но дали е тоа, пак ќе кажам, причина да се оди да се изневери? Не, тоа е само последица. Искрено каење, окей, знам, погрешив, жал ми е што вака се чувствуваш, кога би можел да надоместам, би надоместил. Имам одговорност, ми фалеше тоа, мислев дека ова, си изгубив себе си, ми беше тешко. Одговорност превземање и многу трпение. Оти тоа нема да биде сега, ќе дојдеме на една сесија 2, 3, 5 и ќе се заборави. Ќе има моменти кога другата страна ќе се сети, ќе има моменти кога ќе префрли, кога ќе дофрли, кога ќе се изнервира, кога нешто ќе ја подсети, па да не одиме далеко. Кога се случува во изград, ќе излеземе на ручек и ја видиме таа трета личност, така? И тоа е доволен тригер да ми се врати се. Готманов институт, се извинувам што те прекинав, во Готмановиот институт дури зборуваат дека личноста која што е изневерена, која што претрпела неверство, страда од еден вид на посттрауматско страдање после неверство, што значи дека ги има истите симптоми како кога се случува некоја траума. Сонува, ја фаќаат анксиозност, ја фаќаат депресии, промени во расположение, така натаму. Тоа е една длабока рана. Да, посебно кога има љубов помеѓу двајцата партнери, нели? Во еден брак, знаеме да кажеме дека можеби не ја чувствуваме со сите тие, пак ќе кажам, и обврски, деца и се, можеби сметаме дека повеќе љубовта не е присутна меѓу нас, исчезнува, меѓутоа таа длабока љубов си постои. Така е. Таа приврзаност. Така, не сум психолог, не знам како да го кажам тоа, но еве и јас сум во брак и сакам да кажам на наш народен начин дека не дека љубовта е исчезнала. Така. Не. Се случува... Многу ретко. Дури тоа го читав, не знам каде го читав. Дури не изневеруваат. Значи, многу малку луѓе изневеруваат заради секс, да кажеме, заради некоја интима, многу повеќе изневеруваат заради некоја емоционална празнина, заради оддалеченост. А Естер Перел, она е многу позната семејна системска психотерапевтка од Америка, мислам со биологиско потекло, многу е позната, многу убави и авторка на повеќе дела и слично, светски позната. Она вика дека луѓето изневеруваат затоа што бараат, копнеат по некоја изгубена верзија на себе си. Изневеруваат за да сретнат, да оживеат некој дел од себе си, некоја верзија од себе си која што им недостасува, некоја пожива, позабавна, поубава, посекси, позаводлива. Оти тоа се случува кога изневеруваме, нели на третиот протагонист му стануваме привлечни, одеднаш сме забавни, одеднаш сме не знам ценети, нешто што можеби во нашата врска се подразбира. Да. Колку овде имав и друго прашање што ме интересира, кој повеќе простува, мажите или жените, но за тоа подоцна сега, кога ги спомна социјалните мрежи, сите знаеме да кажеме дека социјалните мрежи се причина за се почесто да се изневерува. Дали пишувањето пораки, нели, допишување со пријател е изневерување? Мислите со пријател како пријател или... Значи, има личност која знае да ми прати порака, убаво изгледаше, како си денес,
без никакви сексуални односи, без ништо, едноставно си пишуваш со пријател, нели? Комуницираш, убаво ти е, а сепак ти си во брак, во врска. Има чувство на убаво. Океј. Дали е тоа изневерување? Тоа зборуваме. Денеска зборуваме Неверство. за различни видови на неверства. Да. Секако дека онлайн неверството, покрај емоционалното, сексуалното и така натаму, е едно од тие неверства. Сега, како луѓето тоа ќе го перципираат зависи од договорот. Многу често партнерите немаат експлицитен договор. Што е неверство онлайн? И тогаш настануваат забуни. И неверство во таква форма. За некој, например, гледањето порнографија онлайн може да биде неверство. Зошто да го прави тоа кога ми има мене? И сум имала такви, како да кажам, и партнери кои доаѓале на терапија, во кои што доаѓало малтене до распад на врската. За некој друг ќе каже, па добро, тоа е нормално, секој маж гледа порнографија. Исто и овдека. Јас мислам, мое мислење е дека сите ние знаеме кога станува збор за неверство. А како знаеме? Чувството кое што го имаме, флертот не е исто кога флертувам со пријател, колега од работа, не е исто како кога се допишувам со пријател. Каква е реакцијата на тој комплимент? Дали имам потреба да го погледам телефонот уште еднаш, па да видам дали ми пишал тој пријател, колега или што и да е. Дали чекам да заспиат другите, па чека да се допишувам малце со овој пријател. Нема да постои таа возбуда, нема да постои тоа некој исчекување, доколку ние комуницираме со, да кажеме, обичен секојдневен пријател. Без разлика и од спротивен пол, да е, сите имаме другари, пријатели, нели, машки, женски, така натаму. Да. Така да, и тоа се тие, да кажам, микрознаци, кои што ние ги занемаруваме, а меѓутоа се многу важни кои што ја тестираат нашата врска. Во тие мали микродопишувања се отвараат многу прашања. Денеска ми беше лош денот и не знам, изнервираш шефот и јас наместо тоа да го поделам со мојот партнер или мојата партнерка, го делам со некој друг. Зошто тоа во последно време се случува се почесто и почесто, за жал, драгица. Сведоци сме на вакви ситуации. Па ќе кажам, и ќе се вратам на првото што го кажав. Ние живееме, сите ние, живееме во еден живот кој што е многу брз и кој што бара од нас многу улоги и сме дел од општество кој што има многу очекувања. Од сите нас. А од жената. И да биде добра на работа, и да биде добра мајка, и да биде добра љубовница на својот маж, и да биде добра пријателка, и да биде добра ќерка и така натаму. Во се имаме големи очекувања. Мажот да биде успешен на работа, добро да заработува, он да ги школува децата, он ова да прави, он да прави. Тоа се огромни притисоци. Сите ние, како да кажам, си имаме наш емоционален резервоар, кој што се полни и од другите, но ние понекогаш не можеме нашиот да постигнеме да го наполниме емоционален резервоар, а камоли резервоарот на нашиот партнер. И нормално е, човечко битие, нормално е дека ќе побара растеретување. Било тоа да е пријателски, низ флерт и така натаму на некоја друга страна. Очекувано е, сега нормално можеби не е соодветен збор, меѓутоа очекувано е. Очекувано е, оти кога таа емоционална дистанца ќе се јави, се јавува оддалечување помеѓу партнерите и се јавува една емоционална празнина, а ние сме социјални битија. И секој од нас, кога ќе се најде во една емоционална празнина, трепери за да биде наполнет. Дали ќе ја наполниме, да се разбереме, со љубовник-љубовница, со работа, па ќе бидеме воркохолици, со коцка, со дрога, со алкохол, со спорт, со икс работи, е став на избор. Иначе во секој случај тоа е растеретување на односот. Сето тоа се триангулации, кажано со речникот на психотерапијата. Да. Барам одговор на прашањето. Кој повеќе простува? Мажот или жената? Еве, спомнавме ситуација, доаѓаат кај тебе, нели, едно изневерување, па се дискутира, се работи на тоа. Кој повеќе простува? Како викаат, жената бира, а мажот оди. Кога се прават неверства, значи мажот оди кај друга, а жената бира друг. Сега, кој повеќе ќе прости, многу зависи од културолошките, економските, социјалните услови. На нашето поднебие,
да кажеме Балкан, Македонија и така натаму, ние имаме традиционална порака за жените да тие трпат, да тие чутат, да се одржи фамилијата, секако, деца се нивната тука. инвестиција е огромна, на децата многу, на децата долг период и на години им е потребна грижа за да израстат нели во едно здраво потомство. Исплашени се родителите, партнерите, како тоа ќе се рефлектира врз децата доколку дојде до развод, раздолба и така натаму. Меѓутоа, и културолошки традиционално се пренесува дека мажот тоа го прави само за телесно, нели, мажот само заради сексот тоа го прави, а жената ако тоа го направи веќе емоционално као дека се врзува. Точно е и тоа. И затоа така викаат и истражувањата. И антрополозите така викаат, да. Дека мажите тоа го прават, дека мажите повеќе прават сексуални неверства, а дека жените повеќе прават емоционални неверства. И ако гледаме по тоа, потешко, ќе кажеме дека жените полесно простуваат, а мажите потешко. Меѓутоа, јас тоа не би се сложила со тоа. Зашто кога зборуваме за простување, ние мора да зборуваме за простување во една целосна форма. Жената простува, да, останува во брак. Меѓутоа, што се случува? На секој втор ден префрлување, казнување, во руралните средини или во некои средини, да кажам, има дури и стигма, дури и срам, па дури има казнување. Например, жените ќе кажат, не ти давам, нема да има, не спијам со тебе. И на тој начин ќе го казнува мажот, а останува, например, во бракот. Например, во некои оправдано е тоа, или да се поистоветува со другата жена со која е изневерено, постојано. И покрај тоа што останала во брак. Да. И тоа веќе не е спростување, нели? Тука веќе немаме ние квалитетен однос. Значи, простување е кога да, окей, ние сум избрал да ти простам, без разлика дали е маж или жената, остануваме заедно, но ајде да видиме што после ова ние да промениме, за да не се случи повторно да некој од нас побара нешто надвор. Ајде имаме се тук, ние заедно. Тоа е простување, да ја редефинираме нашата врска. Да бидеме поблиски, подругче, да комуницираме повеќе време, да проведуваме, поубаво да се договараме, да ги делиме работите, да имаме време за себе, да бидеме поинтимни, не мора да значи да имаме почесто секс, да бидеме поинтимни, да се гушкаме, да се бакнуваме, да се милуваме. Кога ќе тргнеш на работа да те гушнам, да те бакнам, кога ќе дојдеш да ме прашаш, да те прашам како си помина, да сум заинтересирана за тебе, да ми е важно да ми кажеш, да сум тука, да те слушам, да си правиме изненадувања и така натаму, и така натаму. Тук тогаш настанува вистинско простување и тогаш настанува редефинирање на однос. Инаку, ако ние останеме заглавени во тоа, па си префрлуваме, па на секој или не знам, ако жената изневерила, па мажот на секое свое пијанство ќе ги дофрли, па не знам, ќе го сретнат, тој некој си трет на улица, па он после, не знам, ќе дојде дома па една недела нема да зборува. Тука веќе не зборуваме за вистинско простување, тука веќе шансите за трансформирање на тој однос па не се нешто многу големи. Имам неколку митови за неверството и навистина во некои јас имам поверувано, нели? Но ајде, мажите изневеруваат повеќе од жените. Тоа го спомнав уште на самата најава. Да. И така е. Значи, генерално и навистина, од сите неверства се покажува на глобално ниво дека вика од 20 до 25% од луѓето барем еднаш извршиле неверство во своите релации, али 35% мажите, повеќе од жените. Меѓутоа, во последниве години мораме да кажеме дека тоа се менува, дека се повеќе и повеќе жените изневеруваат. Зошто? Затоа што жените се повеќе се независни, имат финансиска слобода, има многу притисок од оваа позитивна психологија, биди среќен, биди исполнет, имаш право на ова, имаш избор, нели ностоп сме бомбардирани со некои такви конзумеристички пораки, ти си најдобар, заслужуваш најдобро и така натаму, така да се повеќе и повеќе жените изневеруваат. Побиваме еден мит. Ако изневерувал во минатото, ќе го направи тоа пак. Тоа е мит. Да, и дали вие како психотерапевт знаете, нели, да користите начин да ги убедите другите дека секој заслужува втора шанса, дадете му втора шанса? Да, меѓутоа доколку тоа го бараат клиентите од нас. Ние немаме право да сугерираме втора шанса. Ние ќе прашаме, а каков ќе биде вашиот однос доколку си дадете себе си втора шанса? Што ќе се случи?
А доколку не дадете втора шанса, што ќе изгубите? Како ќе живеете без тоа? Ние отвараме прашања, ние не сугерираме. Сега, дали тој кој што изневерил еднаш ќе изневери втор пат? Секако дека не. Секако дека не. Тоа е навистина мит. Тоа е навистина мит, зошто? Затоа што пак ако таа врска се промени на начин да двајцата партнери бидат приврзани, задоволни, нивните потреби исполнети, нема зошто да бара нешто. Ти пак ќе кажам, неверството значи, тоа е клучното прашање, не зошто ме изневери, туку што бараше таму? Што бараше што немаше тука? Што ти требаш? А може би не можев да ти дадам јас, а може би ти не побара од мене. Но ти бараше нешто што тука немаше. Што беше тоа? Многу често, драгица, партнерите, посебно нели жените, па ќе кажам, спомнуваат и како сега јас после 20 години нели нормален секс, нормален однос, сега да бараме нешто друго поразлично, ќе помислим мажот го изневерувам. Да, го има и тоа. Нели? Го има тоа, меѓутоа мене тоа пак ми е симптом. Тоа пак ми е симптом на недоволно отворена комуникација. Зошто би помислил? Зошто? Доколку се искрени постојано, нели? Така, доколку имат отворена комуникација, да. па е окей, многу е Да се проба нешто ново. Ама многу е легитимно, па мислам 20 години да ја јадеш истата не се јаде грач, како знаат кажат, не се јаде мислам, грач. па и на вистина, на крајот ќе ти издосади, ако јадеш истиот колач ако го јадеш 20 години, на крајот ќе сакаш можеби да ставиш и малку шлак. Многу се тоа се толку нормални работи, за мене е тоа многу здрава комуникација. И многу окей комуникација е тоа. Ајде ова да пробаме, ајде ова да се обидеме, мене ова ми фали. А што мислиш ти за тоа? Проблемот може би генерално, нели? Сите многу сваќаме лично. Ако некој нешто побара или бара некоја промена, нешто не е окей со мене. Не, а зошто не помислиш дека може би на овој начин ќе биде уште подобро за двајцата? Ќе се промени. Тоа ќе се промени на подобро брак. И нормално е. Секој го сака да биде искрен пред себе си, ќе си каже, сите ние, секој нас не возбудуваат некои мали промени. Кога постои таа страст, кога постои малку мистерија, кога постои малце некоја возбуда, па некое спремање, а кога постои мистерија? Па кога нешто ни е непознато. Па како да ни биде непознато? Па ајде да внесеме некоја промена. Но но партнерите и двајцата да бидат согласни со тоа. И на двајцата да им одговара. Не едната страна да биде принудена. Тоа веќе доколку е едниот партнер постаромоден, ајде да кажам, не прифаќа никакви, не знам, современи начини на комуникација или на сексуални односи како и да е, другиот партнер е малку помодерен, еволуирал малку повеќе. Да, мислам дека овде настанува проблем. Не може да комуницираат двајцата. Настанува. Друг мит, се едно е дали неверството траело една ноќ или подолг период? Па, неверство е неверство. Мислам дека неверство е неверство, но и во исто време мислам дека и сепак не е седно. Сепак не е седно. Пак ќе кажам, како семен терапевт, мене многу ми е важен контекстот. Кога нешто се случува, како се случува. Јас и тоа не ви го кажав. Во семената терапија неверството не се гледа како чин. Ние неверството го гледаме како симптом. А каква функција има тој симптом, секогаш се прашуваме? Дали симптомот го чува бракот? Дали овој симптом регулира блискост и дистанца? Оти, например, не знам, помеѓу партнериве има конфликтна релација. Што и да прават, само се караат. И сега, наместо да триангулира со работа или со алкохол, си има партнер или партнерка. Што се вика народски, ке си се издува, ке си се издува, се враќа дома, расположен. И јас тоа сум го слушнала од луѓе на терапија. И тоа така функционира. И тоа така функционира до одреден момент. До одреден момент, кога ќе прекине, некогаш се случува да кога ќе прекине таа вонбрачна врска, вонпартнерска врска, прекинува и партнерската врска. Зошто? Затоа што цело време го прикривале вистинскиот проблем. А нивниот проблем не знам што бил. Може да бил не зна да комуницираат, може да бил сосема што велиш ти се разминале, сосема се емоционално неповрзани и така натаму. Меѓутоа, ако не се спремни да разговараат за тоа што не функционира во нивната врска, неверството и како може да го држи во тој брак. Сексот е главен мотив за секој неверство? Не, тоа го кажавме.
Во многу мал процент Да. истражувањата тоа го кажуваат. Да. Најмалку за секс. Исто уште еден миг, луѓето изневеруваат само кога повеќе не се влюбени во својот партнер. Не. Знае жената да каже не ме сака повеќе затоа што нели ја изневерува со друга. Да, меѓутоа не е Многу така. ме интересира што се случува во моментот со тие личности кои изневеруваат, а сепак нели си имаат обврски дома, си функционираат дали како маж или како жена. Во смисло што се Како случува, како поделени- хендлаат ли? Да. Јас викам, јас тоа стално си размислувам и некогаш нели на терапија на некој клиент ќе кажеш леле секој ти чест како успеваш. Да, Тоа ги се паралелни организираш. животи. Мгм. И навистина е напорно, тоа се паралелни Сепак животи. знам, ми спомена на почетокот, нели, кај жените е емотивно, кај мажите е повеќе физичко, нели, празнено. Да. Но мислам дека пак има некоја енергија која мора да те привлече кон третата особа. Секако, сега да се разбереме и да бидеме искрени. Ако некоја партнерска, вонбрачна врска, како да ја кажеме, афера е, како да ја кажеме, трае подолг период, нормално е дека тука веќе дошло до некоја емоционална размена. Не може да останало само на сексуална размена. Ако трае година, 2, 3, Да. тука веќе мора да поставиме прашање за емоционална размена, која што се случила. Дали може да постои емоционална поврзаност некој вид, некој љубов и со другата партнерка? Секако дека да. Сега што се случува тука? Прво е многу тешко да се хендла и понекогаш овие партнери кои што долг временски период функционираат на овој начин доаѓаат стварно во бърнаут. Навистина доаѓаат во бърнаут. Кога долго време трае таа вонбрачна афера и другата страна ќе почне да поставува некои своји барања. И другата страна ќе почне да формира некои очекувања. Да. А ти си тој, еден. И тука веќе се настануваат некои психички проблеми. Дали кај некој ќе се случи некоја анксиозност, некоја избувливост, некоја нервоза. Кај некој друг ќе се случи не само психички проблем, може да се случи некој друг проблем. Да почне да зема да употребува некакви средства, например, за да може да го издржи целиот тој притисок. А зошто? Затоа што јас како што викам, седиш на две столици. И тешко е да седиш на две столици, губиш рамнотежа. Так. Мораш да видиш каде ти е балансот и која страна во овој момент ти дава повеќе баланс. Што е она што во овој момент ти треба, меѓутоа да седнеш и самиот со себе си да направиш еден искрен муабет. Што имам ваму? Што имам ваму? Ако се откажам од оваа врска, што ќе изгубам? А што ќе изгубам овдека? Што вреди повеќе? Кој сум јас без оваа врска? Кој сум јас без оваа врска? Тешко е да се менуваат маските. Да, дали најчесто доаѓаат за помош веќе кога се во последна фаза, бърнаут, како што кажа, или има луѓе кои се свесни, уште не знам, вториот, третиот пат од изневерувањето, тие веќе доаѓаат и бараат помош и кажуваат искрено да изневерувам, изгубен сум, што да правам понатаму. Никогаш нема да дојдат на почетокот. Кога е онаа страст, кога е таа романт, кога тој допамин скокнал во не знам докаде тој серотонин, тогаш нема да дојдат. Значи, како викаат, тогаш умот е некаде далеку. Меѓутоа ќе дојдат кога ќе почнат очекувањата. И ќе дојдат кога ќе почувствуваат дека веќе не можат и дека се губат во тие двојни животи. И морам да ви кажам, многу често се јавуваат мажи. Да? Да, многу често се јавуваат мажи за помош, кои што отворено кажуваат дека веќе тешко име да хендлаат, дека си ја сакат и својата партнерка на еден начин, ќе кажат, а ваму имам нешто друго. А што е тоа друго? Како можеш да го имаш ваму? И па тука веќе работиме, например, ако не е отворена тајната, оти неврство е често тајна, а тајната сама по себе кога постои во еден однос е проблем. Сама по себе е симптом, сама по себе прави тензија. И што би се случило? Експлорираме. А ако сака човекот или жената, не е важно, мислам партнерот или партнерката да ја задржи постечката врска, што би се случило кога од оваа малку од оваа емоционална инвестиција што ја даваш ваму во оваа врска, ај малце преусмери овдека, па ајде видиме што ќе се случи со партнерот или со партнерката. Може и она ќе открие некое свое, заборавено лице, може и ти треба да ја помогнеш на нејзе. Да, пак се сведува овде на комуникацијата и искреноста со самиот себе и да си препознаеш кога има проблем и да реагираме. Да. Јас пак ќе кажам, не е срамно да се оди на психотерапевт и да се разговара искрено за сите наши чувства. Луѓе сме, грешиме. Така. Може секому да се случи, но ајде да бараме решение од таа криза, би кажала. Така. Мажите секогаш изневеруваат со попривлечни жени од својата партнерка. Не.
Не, тоа дури народски, нели, онака жените кога си разговараат. А што има она, немам А што јас. немам јас? И некогаш кога ќе видиш стварно, но вие пред малце спомнавте некоја енергија. И спомнавте некоја привлечност. И спомнавме телесна привлечност. И исто така многу е важно, пак ќе се вратам на контекстот. Кога тоа се случува? Дали тоа се случува кога се родило детето? Дали тоа се случило кога, не знам, жената поминува, може би па и жената, не знам, е посветена многу на својата кариера, одсутна од дома. Дали тоа се случува затоа што сум многу често на работа, па многу често отсуствувам од дома? Дали тоа се случува затоа што, не знам, пола година од цела година ме поминува во авиони, состаноци, конференции и така натаму. Па понатаму ние, не знам сега како е во Струмица, меѓутоа ние овдека како држава сме, посебно градот од кој што јас доаѓам, Куманово, тоа е многу град кој што мигрира. Но не мигрира само да мигрира, да се пресели село, град или град, некој друг град, друга држава, меѓутоа имаме работна миграција. Луѓе, мажи одат, работат со години надвор од Македонија. И ние тука имаме физичко далечување. Да, и по неколку месеци. Па и по повеќе месеци, да. Долг низ на години Кумановчани работеа во Афганистан, во Ирак и така натаму. Значи, кога кажувам долг низ на години, изборувам 5, 6, 7, 8, 10 и така натаму. Сега, како да ви кажам, 10 години се огромен период. Тоа е една деценија во која што и ние се менуваме. А замислете ако не сме заедно, на кој начин се менуваме. И таква променети, може други потреби веќе ни се јавуваат. И може би некои работи што не биле битни, веќе не ни се битни. Може нешто што не привлекувало, веќе не привлекува. И на крајот физичката дистанца си прави емотивна дистанца. Да. Споменавте дека во бракот се случува, нели, да има афера, а бракот обстојува. Дали е оправдано да се има афера, а сепак бракот да обстојува, како така, или да се разведат брачните партнери, затоа што повеќе нема љубов, нема комуникација, нема емоции? Така е, може да нема љубов, но може да има нешто друго. Може да има економска стабилност, финансиска стабилност, статус, признание, може да превладува страф од осуда, може, например, трансгенерацијски да е пренесена порака. Например, јас ако сум жена, примери, мојот партнер ми изневерува, останувам во твој брак затоа што за мене е неприфатливо брак да се разведе. Трансгенерацијски, никој никогаш не се развел. Но што и да правиш? Се срекни партнерите во такви едни брачни односи? Колку се срекни? Во смисла, мојата фамилија, нели, традиционално нема разводи, јас не смеам да направам развод и ќе трпам, ќе седам. Но колку сме срекни, колку е тоа оправдано за маж или жена да седи во несреќен брак? Не знам, не можам да зборувам за среќа, но можам да зборувам за квалитет и отворен однос. Оти знаете, некои луѓе не се навикнати да бидат среќни. Значи не знаат, немаат дозвола да бидат среќни, затоа не можеме да зборуваме за среќа. Но можеме да зборуваме за тоа дали тој брак е отворен, функционален и дали ги задоволува потребите. Секако дека не. Тоа е факт. Ако јас останувам во некој брак затоа што мене ми наложува традицијата, општеството, културата, затоа што татко ми, мајка ми кажале, тоа го има кај нас, верувам и овдека. Гледа, кога ќе излезеш од мене, од оваа куќа, веќе нема враќање, си отишла таму, тоа е веќе твоја куќа. Мислам, страшно е што таа порака ја носат и жени кои што се жртви на насилство, кои што се жртви на семено насилство, емоционално и секако вид на насилство, и кои што со таква порака немаат избор. Сакам да кажам и во пострашни ситуации. Меѓутоа јас познавам и бракови кои што функционираат условно, да кажеме функционално, затоа што им е важна моќта, статусот кој што го стават, таа представа пред луѓето, финансиски се чувствуваат сигурни, заради децата ќе кажат, нели, некои, што е исто еден страшен мит, од илузорно е да мислиме дека децата не забележуваат нарушени партнерски односи, ќе кажам. Драгица, овде морам да те прекинам кога ми спомена децата, нели, во тие разводи, и многу често знаеме да кажеме трпам заради децата, сум во брак, но колку еве и за децата, нели, да споменеме моменти, да кажеме колку е оправдано и тие да бидат во несреќни бракови. Го чувствуваат ли децата тоа кога мајка и татко не се сакаат или имат нарушени односи? Ние мислиме дека тие не гледаат, не чувствуваат кога, нели, се нарушени односите помеѓу мајка и татко. Ја мислам дека ние сакаме така да мислиме, и така ни е полесно.
Мислам дека сите родители сте си се свесни, ако си седнат самите со себе си и си се сетат кога они си биле деца, ќе си се сетат дека они многу добро знаеле што се случува помеѓу нивните родители. И доволно е да отвориме една книга, еден блог и да прочитаме и да знаеме дека децата се како сунгери и навистина впиваат се што се случува. Тоа е илузија, ако има митови, тоа е најголемиот мит. Знаат и како знаат. Децата со кои што и работам, и моите деца се тинејџери, па нели разговарам, ностоп тука нешто се случува, предавам како наставник по психологија. Децата апсолутно се знаат. Значи, од нив не можеме да скриеме ништо. Ние не мора да изговориме. Децата па и најмалку учат од нашите зборови, најмалку учат од нашите попувања. Децата само не скенираат. Учат од нашето однесување, учат како се комуницира со жена, маж, како маж и жена меѓу себе комуницираат, како се решаваат конфликти, како се почитува, како не се почитува, зашто се збори, зашто не се збори, што смее мама, што смее тато. Они гледаат. Они гледаат. Не постои дете, адолесцент, мало дете ќе кажам нели 4-5 години, мислиме ништо не разбира. Тоа може когнитивно не разбира. Може би она нема да каже тато и мама, не знам, нешто се скарат. Да, меѓутоа и како ќе го чувствува тој немир. И ќе го чувствува и ќе го носи. И како ќе го видиме? Или ќе грицка нешто, некој детенце можеби ќе се буди преку ноќ, нема да спие, ќе сонува со ништа, ќе има тантруми, ќе биде плачливо, раздразливо и така натаму. Како расте детето? Тие некои нејасни работи, ако нема слобода да си ги разјасни со неговите родители, ќе почне самото да си ги разјаснува и тука веќе може да падне, да кажам, во некакви илузии, во некакви неубави размислувања, а веќе адолесцентите, значи, кога веќе велам адолесценти, зборувам уште од рана адолесценција, уште од 10-та година, веќе они се свесни. И ќе го кажат тоа. Ако ќе дојдат, обично родителите ќе се јават за така мали деца, дали се млади деца, дали ќе се јават заради некоја анксиозност, заради некои панични напади, заради некоја депресија и уствари прва, втора, трета сесија детето само ќе го отвори тоа. Видов порака, ги слушнав мама и тато, се караат нон-стоп. Мама не е среќна, не знам зашто не се разведе. Јас никогаш тоа нема да го трпам пример. Посебно поголемите. Помладите. Убаво спомена, јас никогаш тоа нема да го трпам. Сметам дека, барем јас лично, можеби поправиме ако грешам, но некако младите како нормално да станува нормално ова неверство. Посебно помеѓу младите. Сега нели имаме врски, дечко и девојка, меѓутоа тој се допишува со уште некоја или таа се допишува со уште некој, некако нормално да станува таква една комуникација во новите љубовни врски. За жал. Какво е твоето мислење? Така е, и они многу се исплашени. Знаете, оваа генерација е многу кревка. Они делуваат многу, сега зборувам за генерација сега што се адолесценти. Да, 17-18 години. Значи, они делуваат многу као незаинтересирано, така ги опишуваат. Немаат емпатија, не се заинтересирани, немаат почит, многу се себични, така натаму. Во суштина се многу кревки. Имаат, многу се чувствителни и многу се несигурни, а имаат право, да ви кажам. И јас да знам дека во секој момент мој некој муабет, моја некоја слика, мој некој разговор може да биде да се направи на како се вика скриншот и да биде шерувано секаде. Во цел град да те видат. И сите да те видат, верувајте ми, јас ќе се чувствувам многу несигурно и небезбедно. И во врските се чувствуваат исто така. Оти што е моментот со социјалните мрежи? Дури ние возрастните, кај возрастните тоа не е изневерување. Оти нели социјалната мрежа ти нуди како некој привид. Не сме заедно физички, се допишуваме, меѓутоа јас што викам Кумановски, сега тоа ќе го кажам, ти се мува под кожа. Па за тоа ве прашав и на почетокот. На секои 2-3 минути ќе провериш, нема ограничено на време. Па тој ми е само пријател, па само си пишуваме, па се допишуваме, Вибер, ова, она. Ако ние постарите така размислуваме, што останува со помладите. На помладите тоа им е начин на комуникација. Сигурно знаете и верувајте, они се дружат на телефон.
Нивните групи, нивните инстаграми, инстаграм најчесто користат гласовни пораки, како ги викат тие PR и сето тоа. Тоа им е начин на дружење, тоа им е начин и на врска, тоа им е начин и на релација. Па затоа прашувам, можеби во иднина нема ни да се користи зборот неверство, затоа што ќе стане кај нив нормална ситуација тоа. Да се комуницира со повеќе партнери, нели? А не го сакаат они тоа. Они патат за тоа. И кога разговарам со нив и кога они разговарат меѓу себе, они велат никому не му се верува. Многу е тешко. Тешко е да веруваш некому. Многу брзо губат доверби во пријатели. Оти од пријатели се изневеруваат баш на овој начин. Скринувани пораки, препраќани, озборувања и така натаму. И ова исто им се случува во партнерски врски. Плюс мислам дека еден голем проблем, би кажала општествен, технолошки или каков да го кажам феномен се случува. Како Netflix, нели? Сега ние се нешто, па ја од мене си поаѓам, кога ќе седнам да гледам серија, чека оваа да не е болја, не чека овој да не е, оваа да не е болја, ја едно пола сат бирам серии. Тоа што имаш многу избор. Тоа исто и нив им се случува. И ние сме оптеретени со тоа. Дали ова подобро? А може ова е подобро? А може вака е подобро? И така исто, може би оваа девојка е подобра, може би оваа девојка е подобра, овој дечко, може со овој ќе ми биде подобро. Како цело време да ни е наметнато некое притисок дека секогаш може подобро и не чека нешто подобро и ние заслужуваме подобро. И фактички ние како никогаш да не сме задоволни од тоа што го имаме. Како цело време да бараме нешто и мислам дека заради тоа не им е и тешко да се врзат, да се приврзат, а многу им треба, верувајте, многу им треба. Треба работа и со нив. Да. Драгица, Инстаграм профилите, Инстаграм постови, сторија секојдневни за идеален брак, идеални врски, колку тие влијаат за да се посегне по неверство и незадоволство од самиот брак, нели, во кој си? Тоа што го кажа пред малце, мислам дека од една страна е многу убаво. Нели веќе се спорува многу за ментално здравје, за ова со како треба да биде партнерство, отвараат теми, мене тоа ми се свиѓа. Значи некои теми биднуваат поотворени, ние повеќе размислуваме. Меѓутоа од друга страна, мислам дека тој притисок кој што го прават социјалните мрежи на тој некој идеал, кој што е нереален, и зошто потребата млад брачен пар, посебно нели жените сега знаеме ние да постираме, да идеализираме нешто. Зошто се јавува потребата од тоа кај луѓето? Јас мислам заради таа потреба, нарцистичка да кажам потреба, која што сите ние си ја носиме. Мислам дека најверојатно сите ние длабоко во себе патиме од некоја валидација, од некое признание. Валјда на сите нас ни треба, како да не сме добиле доволно, па сега нека не валидираат и нека не признаваат другите. Да, валидација и признание е наша базична потреба. Меѓутоа, ако ние ја добиеме во нашите примерни односи со семејството, со партнери, во брак и така натаму, јас навистина се прашувам зошто би имала потреба некој друг да ме валидира. Што би ми било важно тоа? Најверојатно, таа потреба не ни е задоволена, сега зборувам на сите нас, на некој повеќе, некој помалку, не ни е задоволена на адекватен начин и тогаш имаме потреба да ја добиеме од другите, а во исто време да се презентираме себе си како подобра верзија од нас самите, оти ние не сме задоволни. Валјда претпоставувам и тоа е тоа, од тоа што сме ние. Наместо да се запрашаме што е тоа што не сум задоволен, јас продолжувам да живеам во некаква илузија. Тоа го правим и во неверствата. Оти секое неверство на крај завршува некако. Значи, или ќе заврши ваму со прекин на таа врска, или ќе заврши со прекинов дека, или ќе заврши со некој, најчесто со непријатна емоција ќе заврши. Меѓутоа, додека трае, одржуваме некоја илузија. А најчесто тоа е илузија за нас самите. Некоја илузија за тоа какви ние сакаме да бидеме или како се чувствуваме, а го немаме во секојдневен живот. Едно многу важно прашање, како да се врати довербата помеѓу партнерите после неверство? Така, а тоа е најважно. Оти тоа е изгубено. Со неверството прво што се губи е довербата. Како да се врати? Мислам дека на почетокот спомнав. Искрено каење, превземање одговорност, трпение од двете страни и градење на таа доверба.
Многу терапевти препорачуваат кога ќе дојде до неврство, еден од начините, нели, откако ќе се признае, ќе зборуваме за оние непријатни емоции, ќе отвориме таа лутина и така натаму, транспарентност. Јас како терапевт во партнерски врски не препорачувам и не сугерирам и не мислам дека се треба да биде, како да кажам, на виделина. Баш напротив, мислам дека една врска е успешна доколку ние пливаме во тоа заедништво, меѓутоа како партнери задржуваме известна индивидуалност. Индивидуалност, работа, другари, хоби, така натаму, оти да постои таа мала мистерија, да има зашто да зборуваме, да има што да откриваме, не се да биде она, како да кажам, дури и по старите викаат, не се кажува, нели? Да. Тука не мислам на тајни, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа секогаш да има нешто што ќе го откриваме кај нашиот партнер. Сега, кога станува збор за неврство, ова не важи. Тогаш мора да зборуваме ако сакаме да го спасиме односот за една целосна транспарентност. Оти повредената страна може да има потреба и да го провери телефонот, и да го проверува телефонот од време на време, и да види, и да чуе, и да провери, да се јави. Може би претходно не се јавувало додека партнерот или партнерката биле на работа, а сега одеднаш ќе се јавува 2-3 пати дневно. Па ќе прашува, кај ќе идеш после работа, кај си, со кој си и така натаму. Во тој период на опоравување, таа транспарентност мора да биде присутна. Партнерот кој што изневерен тоа го заслужува, а партнерот кој што изневерил ќе мора да покаже трпение и да го разбере тоа, и на тој начин ќе ја покаже таа, да кажам, целосно превземање на одговорност. Многу често се случува, барем ние, нели, на филмови гледаме, и кога ќе седнат брачни партнери, разговарат на сеанса и им се кажува не барај промена во партнерот, прво промени се ти самата себе. Дали тоа влијае на да се врати довербата помеѓу нив и да се продолжи понатаму после некое неверство? Дали може партнерот ќе направи отстапка или промена кај него, исто така и нели и другиот партнер прават промени за да може да се опстане во тој брак? Така е. И од системска перспектива за нас на терапија, кога доаѓаат кај семени системски терапевти, не доаѓаат луѓето на терапија. Кај нас на терапија доаѓаат релациите. И ние неверството во тој контекст го посматраме. Нешто не е во ред со оваа релација, па се случило неверство. Тоа неверство се случило за да одржи, коригира, олесни некоја напнатост, тензија и така натаму. И што уште знаеме како семени системски терапевти? Кога ќе се направи промена од една страна кај еден член во системот, неминовно и другите ќе се сменат. Неминовно, на подобро или на полошо, нели зависно каква промена се случува. Така да ова вие што го кажавте, промени се себе си, овдека во неверството промената кај оној кој што изневерува тргнува тоа. Погрешив. Превземам на одговорност. Сега од оваа перспектива кога размислувам, мислам дека го направи заради тоа и тоа и тоа. Можев поинаку. И другата страна тогаш кога ќе го чуе тоа ќе каже: да, кога те слушам вака, ако има нели сенс, да, кога ќе помине она првиот шок и лутината, ќе каже: да, во право си, се оддалечивме, не знам, а може би јас да бев поприсутна, или може би јас ова да го правев ќе беше поинаку. И тука уствари се отвара еден сигурен простор за еден отворен разговор. И тука настанува промената. А како би било од сега вака? А што мислиш ти за од сега вака? А што мислиш ти вака? Ако они не знаат, тука терапевтот, например, ќе им каже: ај обидете се од сега, не знам, секој ден по 15 минути, само да седите еден со друг. Или ај обидете се сега, сопругата ќе зборува 15 минути, вие само ќе ја слушате. Па утре само сопругот ќе зборува, вие само ќе слушате. Например, сега јас онака зборувам на памет. Нема врска. И тука настануваат тие промени уствари. Во однесување, а веќе настанала промената во размислувањето. Ако човекот, оној кој што направил неверство, вистински се кае и превзема одговорност, он веќе направил промена во размислувањето. Сега станува моментот само во промената во однесувањето. На другиот партнер да прифати неверство, да прости, да разбере, може, прво да разбере што се случило. Што се случило и како дошло. И да не биде забунен. Ние некако цело време имам чувство дека зборуваме за еднократно неверство. Сосема е другачија динамика кога станува збор за неверство како шаблонно однесување. Некој кој што нон-стоп изневерува. Тука веќе други прашања треба да поставиме. Сега ќе те прашам, што значи таа ситуација? Тоа кратко кажени. Да, постојано зборувам, еднаш изневерил, доаѓаат на терапија. Но имаме и други ситуации. Имаме и други ситуации. Тука веќе
зависно пак ќе кажам од причината и од контекстот, веќе треба да се отворат други прашања. Дали вреди да се спаси овој однос? Оти ако е тоа начин на однесување, ако е тоа една компулсивност која што едниот партнер ја бива, па стално влегу води една афера во друга, трета, четврта, тука веќе поставуваме прашање за шаблонно однесување. И ако е тоа шаблонно однесување, овдека тој партнер треба да поработи, мислам, ама баш да поработи длабоко на себе. Што е овдека? Што се крие под тоа? Може да се крие некој избегнувачки атачмент, може некој нарцисоист, некоја нарцисоидна слика, може би емоционална незрелост. Тука веќе станува збор за постојано занемарување и повредување на партнерот. За лажување, обвинување и така натам. Тука веќе треба да се отвори тоа прашање. Океј, дали вам ви треба ваков однос и на двајцата? Што добивате? Што покажува вашето искуство? Кога една, ајде да кажем, жена почувствува дека мажот ја изневерува? Жените чувствуваат. И мажите. Мислам, чувствуваме како партнери. Да, брачен пар. Почувствуваме. Како ќе го многу често знаеме да кажеме не знае, нели, цел град ќе разбере, а партнерот последен ќе разбере дека е изневерен. Точно е тоа? Па тоа може да се случи од технички причини. Прво зошто? Прво затоа што ретко кој ќе собере храброст да отиде на таа изневерена страна да ја каже, нели, дека нешто се случува. Таа изневерена страна можеби навистина во тој момент е зафатена со некои други работи, па можеби тој нема да го забележи. Но не верувам дека нема да го забележи никогаш. Тоа не е точно. Зошто? Затоа што се случуваат промени, некои микропромени кај нашиот партнер, кои што ние доколку го следиме, доколку сме поврзани со него, доколку ни е важна таа врска, ќе ги забележиме. Дали тоа ќе бидат различни партнери, различно, шифра на телефонот еднаш, поминува малце повеќе време, малце повеќе се задржува во, не знам, во тоалет, почесто излегува, на пример, или покасно се враќа од работа, одеднаш останува повеќе време на работа. Одеднаш, на пример, отсуствува од некои важни, да кажам, дешавки. Кај некои партнери, на пример, навистина поретко се случуваат тие интимни контакти, посебно во тие први периоди, нели, кога настанува неверството, и ваму многу се инвестира во оваа другата афера. Така да тоа се забележува. Меѓутоа, прашањето е дали сум спремна или спремен тоа да го забележам, да се соочам со тоа, оти како викат во Куманово, додека и да чују нема везе. Да. Али ако виду, оти тоа е прашањето, што и после тоа? Што и после тоа? Боле да не знам некогаш, навистина да, некогаш многу често партнерите да се соочуваат. Да не знам, да. Инаку не може да не се забележи, ако ни е, како да кажам, ако ни е стало, ако ни значи таа врска, ќе забележиме. Да, треба да се Ке бориме не за тргне врската. нешто. Колку пати ќе кажат, ке дојдат на терапија, ќе кажат, не знам, нешто така од внатре ми дојде да му го проверам телефонот, иако јас тоа никогаш не го правам. И јас верувам. Верувам дека тие се никогаш тие не го прави. инстинкти што да се будат во нас. Кои би биле твои совети за сега идеален брак, идеална врска? Не постои, да бидеме реални, нели? Но како да пробаме, нели? Да живееме во една нормална, топла врска, убава врска, да се чувствуваме срекно, пак ќе кажем на крај. Так, исполнето. Така. Мислам дека тоа недостасува на голем број бракови и љубовни врски во денешно време. Исто јас мислам, за жал, мислам дека е така. Причините, пак ќе кажам, се различни, нема на тоа да се враќаме, но како? Оние 3 компоненти што ги спомнала уште Хелен Фишер, жилбата, романтичната врска, односно страст и приврзаност. Навистина не сакам да кажам мора, меѓутоа навистина треба да сме свесни секој ден да се трудиме. И како тоа да го направиме? Низ некои ситни работи, што ги кажав уште на почетокот. Кога ќе станеме од сабајле, да се испратиме, да се гушнеме. Ние забораваме да се гушкаме, ние забораваме да се бакнеме во образ, ние забораваме кога ќе седнеме на ручек, ние многу често се случува детето ќе вклучи, не знам, некоја серија, мажот ќе провери нешто или ќе молчи, оти многу веќе не му се зборува, многу зборел, исто и на партнерката, на сопругата, и ние не разговараме. Допирот изостанува, не е све само секс и водење љубов.
Многу е во допирот, многу е во држење рака, многу е ајде да отидеме до кино, ајде сами да излеземе, ајде да се прошетаме, да отвориме теми за кои што одамна не сме збореле. Ајде се сетиме зашто зборевме порано. Па нели кепарки се прашавме, а кажи ми ти кога беше дете, што сакаше, пример? Колку време ти не го прашуваме нашиот сопруг? А кажи ми како ти беше, како си игравте, а кој ти беше најбољи другар? А што ти беше интересно? Дај му прилика на другиот да зборува за себе, за убави работи. Разбуди му убави сеќавања, оти он ќе ги поврзе со тебе. Ако стално вашата комуникација, нашата комуникација го фрли ѓубрето, ја пушти ли машината, пушти го вешот, уси се избриши, јас брза ме чека другарка ми. На крајот тоа на што се сведува? Тоа на крајот се сведува само на обврски одговорности. А кој сака обврски одговорности? Кажете ми што е секси во обврски одговорности? Ништо не е секси. Апсолутно. Ништо. Така да тоа да се гушкаме, да се бакнеме наутро, да се бакнеме кога ќе дојдеме од работа, да не забораваме да се излеземе понекогаш сами, да си гледаме и семејни филмови, меѓутоа не е лошо и понекогаш некој еротски филм убаво да се изгледаме, зошто да не? Не е неверство. Не е неверство, заедно да го гледаме, заедно да го гледаме, да се изненадиме, изненадете го со некој мал тоа се ситни мали гестови. Ако е нерасположен или нерасположена, прашајте. Што се случи денеска? Ми се чиниш дека нешто не си расположен. Ако сакаш да поразговараме малце, може ќе каже не ми се разговара сега. Прашате втор пат, прашате трет пат за да не сподели со некој друг. Битна е комуникација. Битно е. Битно е. И делете и вие. И делете и вие со вашиот партнер. Оти кога и ние делиме со нашиот партнер чувствува дека има улога во нашиот живот. Так. Драгица, ова беше доста поучно за мене. Фала многу. Јас се надавам дека и гледачите уживаа во овој наш искрен, отворен разговор и секогаш кажувам, ако успееме еден брак да спасиме, еден човечки живот да се промени со нашиот разговор, со мојот подкаст, јас ќе бидам среќна. Секако. Се надавам дека се помалку ќе имаме вакви неверства и проблеми, а се повеќе ќе имаме среќни бракови и среќни двојки. Се надевам и јас, иако јас ќе кажам, нели, откако постои човекот, постои неверството, го имало и ќе го има, меѓутоа се надевам дека овие подкасти ќе помогнат да го разбереме, да разговараме и одлуката секако на крајот партнерите сами ќе ја донесат. Морам да кажам дека разводот не е неуспех, останувањето во врска после неверство не значи слабост, тоа се лични избори, секоја партнерска двојка има право да се соочи со тој проблем на начин како што тие мислат и им е потребен на нив, а се надевам дека сите ќе поминуваат што помалку, но ќе најдат снага за разбирање и трансформација на тој однос кон нешто подобро. Така. Ти благодарам уште еднаш. Се гледаме во иднина со некоја наредна интересна тема. И повторно ќе бидеш гостинка во мојот подкаст. Ти благодарам многу на твојата покана. Да. Ве благодарам и на вас за вниманието и се гледаме на наредниот подкаст.